бараш. Али, жени, ако сакате на вистина да не се мачите, а да имате онака сериозен маж до себе, зрел маж, постои за вас само едно решение. Ке си најдете шофер. Камиончија, таксист, шо да е? Шофер да е. Или на француски, ла шофер. Овие шофериве, значи ги боли Стојко за Ниче, Кант и Шопенхауер. Чак што више овие шофериве, Ниче го имаат у мал прст. Зашо видат голо дунде, одма Фридрих им Ниче, шо викаат србите. Абе да ви кажам, бе, тие шоферите се ненормални у кревет. Мислам, јас сега не ова од искуство, него што ми кажувале другарки. Знаете што ми рекле другарки, бе? Абе, шофер кај шо ебе треба не расте. На шофер, кој ќе го прашаш, шо е, кој ќе му спомнеш Виагра, мисли дека е средство за мијање садови. Гледате дамата колку го е расположен. Видете? Шофер да не е твојов? Твојот е шофер? Да? Шо е? Камиончија, таксист, шо е? Шофер? Можете комотно да им кажете на овие што имаат мужи со 2 докторати како е да се биде со шофер. Комотно да им објасните. Луѓе, вакви сведоштва сум слушнал доста од жени што имаат шофер. Абе, после секој секс 2 сата на инфузија идат. Ги цедат тоа шоферите. И сам извинете што сум вака индискретен. Шофер! А знаете ли зошто се добри шоферите у кревет? Луѓе, затоа што не се занимаваат со оправање на светот. Го заболе шоферот за моралните принципи, за совеста, за ИЗИС, Ал-Каеда, бомбардирање у Сирија, мамо тамо, ги заболе за СДСМ и ВМРО, ДПМН. Нема бе, шофер видели голо путе го цепи. Ко сме кај цепењето. И овој министров за финансии не цепи, али у мал мозок. Вика, просечната плата била 26.000, али баш и не можеме да ја осетиме. Абе, министре, тебе да ти го начука Муса Курати со 26 сантима, нема да го осетиш? Не, стварно, пошто 26 и 26. Дали си илјадарки или сантиметри се осеќаат, бе? Али пошто не се осеќаат, значи дека не се 26, туку дека е 12.000. Ако е нешто 12.000 или 12 сантима, баш и не се осеќа, министер. Мислам, можеш и по дома да прашаш. На оваа па министеркава за одбрана и дошле војнициве, почнале да и се жалат дека овие новиве чизми што ги купила нема за сите броеви, дека боси шетаат. И сега да не пукне брука, нели влагаме у НАТО овона, и министеркава, замислете, купила торти и колачи у вредност од 60.000 евра за да ги смири војниците. И затоа мора да сменат таблата пред Министерство за одбрана. Сега на неа пишува Министерство за одбрана кај сладкарница Апче. Ајмо тенко и тулјумби, баклјави хаубици, шокени бе нас вистински пушки и бомби бе. Влагаме у НАТО со нова стратегија. Од сите душмани ќе направиме шекераши. Наместо да ги бомбардираме со осиромашен ураниум, ќе ги бомбардираме со шекер. Прејади се шекер и цркни. Викам, има логика, затоа што презимето на министерката е Шекеринска. Нормално е набавките да бидат на база на шекер. Си викам, замисли, ако се презиваше кој австрискиот премиер Курц. Гарант тогаш набавките ќе беа од секси шоп. Строго. Иначе, за овој австрискиот премиер Курц, сите со години мислевме дека е ВМРО-ец. Арно, ама, кога и СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни дое на посета. Викам, не дај Боже да требаше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се симиеше од авион, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, таму дека закачиле. Се бара, жив или мртов.
типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Oh no. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи, сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е, ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Човек што има здраво формално образование, значи, него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, а бе одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде? Абе, не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на евреиве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Роштилијадава у Лесковац, бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек. Ама еве, завршија изборите и сега ќе видите СДС кој ќе почне да гради ко ВМРО што градеше. Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, еј. У Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна, и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Аха, знаете. А дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. Аха, а како сте го забележале тоа? Па многу лесно, кад ga мочам, од жуто иде према црвено. Аха, а каква е ноќе? Ноќе! Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море! Кад идем на ВЦ, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Аха, господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар 45 милиони евра, вие понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар. Треба децата да има каде да се играат. Да има тобогани, да пливаат, да јадат бурек, јогурт, да има слјаткара, пицерија. Добро, господине, се е окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жедно, ќе му купиш сок. Овие па Агенција за електронски комуникации фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Еј бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen. Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцево цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава, планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве.